Идентификувани сите жртви од големата автобуска трагедија во која животот го загубија 45 македонски државјани. Ова го соопшти заменик главниот обвинител на Бугарија Борислав Сарафов, како што кажат идентификацијата била направена преку ДНК профили. Инаку тој соопшти дека со дозвола на јавен обвинител донесена е одлука телата да бидат испратени во Македонија. Со указ на јавниот обвинител вчера е дадено одобрение по смртните останки на жртвите да им бидат предадени на представници на владата на Македонија за транспорт и трансфер на нивните роднини. Посмртните останки на 45 трагично загинати во текот на утрешниот ден ќе пристигнат во Македонија на Скопскиот аеродром, потврди бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов. Тие од кога ќе пристигнат во државата ќе бидат предадени на семејствата. Да, българската страна ще осигури 2 военно-транспортни самолета, с които ще бъдат доставени жертвите на катастрофата утре сабајле. Како што веќе беше соопштено, автопатот Струма, каде што беше тешката трагедија, не бил по сите потребни стандарди. Тоа го потврдуваат и меѓународни експерти ангажирани од Институтот за сообраќајна безопасност на Бугарија, кои биле ангажирани да направат непристрасна експертска проверка на условията на патот. Увидот утврди дека заштитните патни системи, заштитни огради не се поставени според барањата. На подрачјето на несреќата се случиле бројни несреќи, при што се оштетени заштитните огради. Во овој случај, во средната разделена лента, можеме да видиме дека имаме преинсталирање на објектот. Сигурно имало претходна несреќа во иста област. Приклучокот на заштитната ограда е неправилно монтиран со 2 завртки наместо 4 по потреба. Ова е причината поради која заштитната ограда се скина и покрај малата брзина со која удри автобусот. Утврдено е и дека недостасуваат знаци, а има оштетени ознаки. Инаку од болницата Пирогов беше пуштен и последниот пациент кој беше примен на лечење по големата трагедија во која што од 52 патника во автобусот на Беса Транс живи останаа само 7 луѓе.